Малиот Осман, многу добро познат за македонската публика, малиот Денис, Мехмеджан, Мемоджан, близнаците, односно од малиот Ага Мехмеджан, многу улоги на само еден лик кој на вистина е препознатлив во Македонија и премногу се радуваме што токму ексклузивно по големите најави го имаме директно од Истанбул за Скопје на линк видеоврска. Заедно со нас Емир Беркезинџиди, ликот кој дефинитивно прави бум во Македонија. Emir merhaba, nasılsın? Merhaba hepinize. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Супер. Кажи ми, на самиот старт ти имаш 14 години. Дали можеш да ни кажеш на колку години открив впрочем дека се пронајгаш во глумата? Oyunculukta 2 yaşında başlamışım ama o 2 yaşımı tabii ki de hatırlamıyorum. Hatırladığım öyle bir geçer zamanki zamanları var ama ondan önce de dizi çektiğim oluyor. 5 yaşındaydım o zaman. Кажи ми, бидејќи имаш безброј улоги, до сега ги спомнав на самиот старт, хитот Бурни времиња, каде што впрочем се појави, од тогаш стана популарен освен во Турција, така и во Македонија, безброј фанови нормално. Но дали ќе можеш да ми кажеш од досега сите оние улоги кои си ги имал, дали можеш да избереш некоја која тебе ти е најомилена? Şimdiye kadar hatırlamadığım dizilerde bile oynamışım. Bir sürü dizi oynadım. Ama en sevdiğim karakter yok. Çünkü bütün karakterin farklı özellikleri var. Küçük Ağa'da oynadığım karakterin afacan olması mesela. Bir deniz hikayesindeki çocuğun annesinin araması, bir arayışta olması. İkizler Memo Can'da 2 karakter oynamam. Can'ın daha sakin bir çocuk olup Memo Can'ın biraz serseri gibi davranması. Yani benim için hepsinin ayrı yeri var. Така, како што спомнав, ти си многу познат покрај во Турција, така и во Македонија. Моментално го гледаат безброј фанови твои од Македонија ова интервју, кое што долго време го најавувавме, ексклузивно го имаме. Па да те прашам, бидејќи многу те знаат тебе, меѓутоа сигурно имаш и ти омилен актер кој го обожаваш. Дали би сакал, односно со кого би сакал во иднина да глумиш токму ти? Çok teşekkür ederim. Makedonya'da da İkizler Memo Can yayınlanıyormuş. Beni izliyormuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Çok sağ olun. Evet, milyonlarca takipçim var. Ben hepsini ayrı ayrı seviyorum. Hepsi benim için ayrı. Hangi kişiyle oynamak isterdim? Ben Robert De Niro ile oynamak isterdim. O benim idolüm. На екраните те гледаме, како што кажав, една веќе деценија со овие хитови Бурни времиња, Малиот Ага, како спомна Кизлар Мемо Джан или Близнаци кај нас. Меѓутоа, кажи ми колку ти се промени животот од како твојата популарност стана низ сите овие серии? Hiçbir dizi benim hayatımı büyük etkilemedi. Çünkü ben bu işi severek yapıyorum. Hiçbir benim hayatımı etkilemedi. Sevilerek yapılan iş hayatı etkilemez yani. Ben öyle demek istiyorum. Бидејќи моментално сме во една ситуација, впрочем го правиме интервјуто преку интернет во карантин, односно поради корона ситуацијата која е ново настаната низ целиот свет, меѓутоа и Емир е во карантин. Како го поминуваш времето дома во карантин со короната? Karantina sürecinde evde kitap okuyorum, ders çalışıyorum, bilgisayar yapıyorum. Birlikte annemle dans ediyoruz arada. Ailemle vakit geçiriyorum, kardeşime bakıyorum. Yani hepsi farklı ama en güzeli tabii de ailemle vakit geçirmek oluyor. Така, покрај карантинот, односно коронава што ја спомнавме, ти си, впрочем, и пред да настане ситуацијава, стартуваш, односно започна со еден повторно интересен проект, во кој си токму ти, тоа е Петар Пан мюзиклот, кој е навистина популарен во Турција. Се надевам дека можеби ќе можат тебе сега веќе гледачите во продолжение ќе видат инсерти токму од театарската представа, дел од она каде што си ти, меѓутоа ти имаш главната улога, нормално, како и во секоја серија си главен лик. Кажи ми дали можеш да направиш една споредба во однос на театарот и турските серии? Tabii ki de yapabilirim. Tiyatro genellikle doğaçlama gerektiren ve diziye göre birazcık daha zor olan bir şey. Çünkü dizide herhangi bir hata yaptığınızda baştan çekilip yeniden yapılabiliyor. Ama tiyatroda bir tane hata yaparsanız bu hatayı düzeltemezsiniz orada. Ama şöyle bir yönleri de var. Tiyatro mesela bir günde 3-5 kere oluyor ama dizide bir sahnede yakından çekiyorsunuz, genelden çekiyorsunuz. Hepsinin farklı zorlukları var.
Дефинитивно верувам дека барем еве сега како видеа веќе знаат дека тебе ти има и во театарот и верувам дека навистина гледам и сами по инсертите дека навистина си популарен и во театарот, односно има доста фанови кои доаѓаат и таму да те следат и се надевам дека по коронава многу скоро ќе повторно ќе те има, односно ќе се врати тој голем мюзикл во Турција, во Истанбул. Кажи ми, кога сме веќе нормално кај филмската индустрија, моментално во Турција заврши, односно во Македонија се извинам, заврши турската серија Икизлер и Мемоџан или Близнаци. Меѓутоа сите она што ги интересира во моментов е и го очекуваат твојот одговор, dali ki ima втора сезона на Близнаци. Evet, beni yeni projelerde göreceksiniz tabii ki de. Yani bir gün Makedonya'ya girip de bir proje yapmak isterim tabii ki de. Така, кажи ми на самиот крај, бидејќи интересот е голем во Македонија, во однос на тоа да те има тебе во Македонија, меѓутоа ние дознавме еден интересна информација која многу ќе им значи на фановите од Македонија, тоа е дека твојата мајка Севги има потекло од Македонија. Што би дали ќе може да те очекуваме наскоро во Македонија, токму кај нас во Скопје? Evet, annem Makedonyalı. Daha demin Makedonca bir şarkı dinliyorduk hatta. Tabii ki de Makedonya'ya çok gelmek isterim. Orada herhangi bir projede, bir açılışta ya da bir buluşmada yer almak çok isterim. Hepinizi görmek çok isterim. Makedonya'ya çok teşekkür ediyorum beni izlediği için. Daha çok izlemeye devam etsin. Daha güzel projeler olacak. Onları çok seviyorum, buradan öpüyorum. Ти благодарам и на тебе. Поздрав, имаш големи од Македонија, од сите фанови кои моментално го гледаат нормално кога ќе се емитува самото интервју. И можам со гордост да најавам нешто што, бидејќи сега го ја спомнавме Македонија, токму нашата телевизија ќе организира голем настан, Джингл телевизија во Македонија, на кој ќе можат безброј големи фанови кои навистина те чекаат со години овдека во Македонија, конечно да те видат и во живо и да се дружат преку нашата соработка која еве првично преку интервјута направивме линк врска Скопје Истанбул. Ти благодарам многу. Makedonya'ya gelebilirsem, gelme ihtimalim olsa kesinlikle geleceğim. Makedonya'yı çok merak ediyorum, annemin memleketini. Çok teşekkürler Emir, ti благодарам многу и Рамазан Байрам кутlu olsun. Sizin de çok Ramazan bayramınız kutlu olsun. Makedonya'daki bütün ne diyeyim insanlara, herkese pardon bir saniye. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum oradaki. Son sözlerim olarak da kesinlikle Makedonya'ya gelmek istiyorum. Sizinle bir görüşmek istiyorum. Bir açılış olsun ya da bir reklam olsun. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkürler.